Аеродромот во Ница е евакуирана, присутни се безбедносните сили денеска. За сега нема информации што е причината, но алертната безбедносна фаза е на највисоко ниво во Франција по терористичкиот напад во Ница синоќа. Најмалку 84 лица загинаа, а повеќе од 150 се ранети во масакрот во Ница, кога камион се заби во толпа луѓе кои на променадата во приморскиот град гледале огномет по повод прославата на националниот празник Ден на падот на Бастилја. Возачот на камионот е убиен, а истрагата е презедо антитерористичките единици. Според последните информации, во камионот биле пронајдени документи што му припаѓаат на 31 годишен французин од Тунис. Камионот бил полн со оружје и со гранати, а според изјави на сведоци на полицијата, манијакот кој цели 2 километри газел луѓе, на крајот излегол од камионот и почнал да пука во толпата. Националните медиуми од Ница објавуваат фотографии и видеа од камионот изрешетан од куршуми. Нема загинати или повредени македонски државјани во терористичкиот напад во Ница. Телеграми со сочувство до францускиот председател и народ испратија светските лидери, како и председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, премиерот Емил Димитриев, председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Представници на четирите партии постпеснички на договорот од Пржино предпладнево во резиденцијата на Европската унија ги продолжија разговорите за отворените прашања што го попречуваат решавањето на политичката криза. На оваа фаза од меѓупартиските разговори учествуваат Никола Тодоров од ВМРО ДПМН, Радмила Шекеринска од СДСМ, Артан Груби од ДУИ и Имер Алију од ДПА. На средбата присуствуваат и амбасадорите на Европската унија, ИСАД, Аиво Ораф и Джез Бейли. Во Скопје денеска предпладне е сончево, а попладне и во вечерните часови нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, предупредуваат од ДУХМР. По соченвото и топло предпладне во Македонија, попладне под влијание на влажно, нестабилна и посвежа воздушна маса ќе настапи значителна промена. На повеќе места ќе има нестабилна облачност со пороен дожд и грмежи, локално во форма на невреме со засилен ветер и услови за појава на град. Повеќе врнежи ќе има во вечерните и ноќните часови кон саботата, особено во северните делови на Македонија, каде што локално се очекува да наврнат повеќе од 25 литри на квадратен метар. Министерството за внатрешни работи распишува оглас за вработување на 600 нови полицајци. Огласот е објавен во делодневните весници. Како што може да се прочита, станува збор за прием на 600 извршители на работно место полицаец за работа во МВР. Полицијата и мештаните од Лазарополе и денеска трагаат по две лица кои вчера заскитале по планината Бистра. Портпаролот на СВР Тетово, Маријан Осифовски, информираше дека Скопјанка вчера околу 13 часот пријавила дека незиниот татко, 78 годишниот љМ и братот СМ, 50 годишен, кои престојувале во Лазарополе, изгубиле ориентација при прошетката по планината Бистра. Тие неверојатно се упатиле кон местноста Ѓуреци и се изгубиле, пошто не можеле да се вратат назад. По пријавувањето, полициските службеници од станицата Ростуше и мештани од селото вчера започнале потрага по нив, која продолжува и денеска.